Добро вечер, почитувани гледачи. Постои една општина која што велат дека секој камен е историја во таа општина. По тој повод со нас во студиото е градоначалникот на општина Старо Нагоричане, господинот Милован Стојковски. Добре дојдовте во нашето студио, господине Стојковски. Добро ве најдов, благодарам на вашата покана. Поздрав до сите гледачи на К3 телевизија. Вие сте градоначалник на една општина во која што голема предност е да се бавите со нешто каде што има многобројни артефакти, многобројни светилишта, многу цркви, многу сведоштва за историјата на македонскиот народ, воопшто за историјата на народите кои живееле тука. Како е да се биде градоначалник во една таква општина која што безброј можности нуди? Па еве да кажам, значи јас сум градоначалник веќе од 22 април 2013 година, 2,5 години еве до сега. Лично јас сум и роден во селото Старо Нагоричани, мајка ми е од Челопек, така да сум фактички роднините ми си од околните села, дедовците, бабите, така да фактички на некој начин го знам тој крај. И еве како станав градоначалник во овие последни две години се трудам да на некој начин да ја афирмирам нашава општина Старо Нагоричане. Она што вие го рековте стои. Значи го имаме Зебрњак, имаме Костоперска карпа, го имаме црквата, имаме средовекна на Свети Ѓорѓи, имаме Забел манастирот, значи меморијалниот центар, Кокино, значи фактички ја имаме историјата во село Старо Нагоричане. Јас лично као градоначалник се трудам и уште ќе се трудам на некој начин да направам подобра афирмација на општината. Така. Доколку можете на момент да заборавите дека сте градоначалник на општината Старо Нагоричане? Вие сте човек кој што многу прочитал, многу дознал за се тоа што постои и што вреди да се посети во општината Старо Нагоричане. Тргнувате од каде, доколку сте турист, доколку сте странец или нашинец, како би се движеле во општината Старо Нагоричане да не пропуштите за да видите се тоа што треба да се види? Попат, дали имате каде да се одморите? Дали имате нешто да се освежите, да каснете? Дали имате некаков водич и дали ги имате сите можности што сето тоа што го дала историјата, што го дала природата, можете да си го добиете за еднодневен излет во општината Старо Нагоричане? Видите, јас кога би препорачал, јас кога бил водиш на било кој добро така. Некој, значи, туриста кој би сака да ја посети или ако треба јас да му ја покажам општината, први, значи, одма навлезот во општина Старо Нагоричане на границата со општина Куманово, ја имаме спомен костурницата Зебрњак, тоа е споменик во однос на Кумановската битка 1912 година помеѓу србите, Прва светска војна, каде што од 2012 веќе имаме воспоставено музејска поставка, така да туристот ќе има што да види. Може би сега самиот споменик е под надлежност на амбасадата на Република Србија во соработка со нив. Планираме тука нешто на некој начин да го дооплемениме, значи со еден мал шанкс, така да може каде и туристите и пиелок да испијат. Инаку се на друга моментално е на располагање на туристите, имаат што да видат и да се запознаат со овој дел од историјата. Инаку во Младо Нагоричано на локалитетот Света Петка кај Костоперска карпа или Жеглиговски камен, колку што гледате у последно време е доста актуелен. Тука имаме остатоци од околу 40 свети објекти на кои има археолошкиот музеј, како што изјави и во соработка со британски стручњаци. Ке се врши испитувања, значи на самиот локалитет. Тука ги имаме и двете убави цркви, Свети Петка и Свети Георги Победоносец, така да и тука туристите ќе има што да видат. Следната дестинација е ново изградениот црковно-туристички комплекс Свети Ѓорѓи. Значи не само што имаме средовекната црква од 11 век, која е возобновена во 1313, што е една од ретките можности да се види фактички сите епизоди од христијанството се приказани во фреските. Таму внатре буквално околу 70% од фреските се сочувани. Моментално реализиравме, значи и уште во реализација
проектот за црквено-турички комплекс Свети Ѓорѓи, така да осим што црквата се заштитува од влага, исто така што самата архитектура и што во фаза е заштитување на фреските, околината на црквата, значи внатре во оградата, кабанаријата е обновена, оградата околу црквата е обновена, до самата црква е обновена, имаме нов археолошки музеј, старото училиште е претворено во археолошки музеј. Мислам дека за ден на општина ќе имаме тука и отворање, имаме санитарен цвор тука близко исполсницата на Свети Ѓорѓи, новиот плошта што го направивме исто така во сиот е во камен, прекрасен, моментално ве сега го средуваме за ден на општина кој ќе биде свеченото отворање и во рамки на овој проект е и паркинзи на влезот до села. Така да ние на некој начин планираме, значи, и овој објект да биде на мала Рила. Знаете дека Рила и по милион туристи ја посетуваат, така се надеваме во иднина туристите ќе има што да видат и во самото Старо Нагоричино. Тука го имаме Кокино, значи од тука одиме во Кокино моментално и Министерката за култура кажа дека ќе се дооплемени простор, правиме експроприација и односно ќе видиме да можеме да направиме еден придружен ресторан, брвнара, да можат исто тука туристите кои ќе дојдат, санитарен чвор да има, само од Кокино нема што да кажеме четврта обсерваторија мегалитска во светот, така да туристите има што да видат. Почнавме полека на етапи и патот до Кокино да го асфалтираме, да го средуваме, се надевам со разбирање од владата дека што побрзо ќе го завршиме и тој дел. Така да туристите ќе може слободно да дојдат во планината Козјак и да видат нешто што ретко се гледа. Секако дека се извинувам, секако дека сето ова што го набројувате досега заслужува големо внимание да се интервенира, да се инвестира и да се заокружи нешто кое што ќе им овозможи на посетителите да се задржат малку повеќе и да уживат во сето тоа што е можност за еден посериозен туристички развој. Имате ли некаква идеја за што е тоа што, освен за ова што говориме, што недостасува на овој крај за да може туризмот да си ја добие вистинската улога во општината? Видите, ко пред малку реков да го спомним меморијалниот центар Пелинце, така, каде што тој е веќе направен по сите норми. Така да тука има и кафеена, тука има и сместувачки капацитет што се однесува до Пелинце, а што се однесува, да го кажам и исто манастирот Карпино од 16 век, каде што значи проблемот кај Карпино е што немаме пат, а што се однесува до сите, значи со разбирање на владата и нормално со напори на општината ќе мораме прв пат, значи да ги доасфалтираме, да ги обновиме патиштата. Посебно магистралата што оди од Младо Нагоричино до манастирот Прохорчински и патот што оди до планината Козјак, што го имаме, така да се надевам прво и основно треба да имаме пат. Друго што реков е придружни објекти што ги треба да ги има секој туристички комплекс, значи да има место каде што ќе може седнат туристите да се одморат, да испијат едно кафе. Така да сакам да спомнам дека го имаме и најубавиот ресторан на територија на општина Старо Нагориче во околинова, што е комплексот Етно село. Така да туристите моментално кои доаѓаат на овие дестинации што ги рековме, осим во Пелинце, Етно село им е последната дестинација каде што одат на ручек, каде што одат на некој начин на но Етно село е малку подалеку, да кажеме, од меморијалниот музеј, од Кокино. Зборам за елементарните нешта кои што му се неопходни на секој граѓанин кој што ќе остане барем час-два на тоа место. Што се случува со манастирот Забел? Беше многу атрактивен во некои најави. Манастирот Забел, односно Забел е местото, а манастирот е Богородица. Значи во манастирот Богородица во Забел долго време и долги години, ден денеска на некој начин тоа е баш најсветото место, посебно за тие неколку села што се во негово окружение: Никулјане, Челопек, Старо Нагоричане, Стрновац, Alguња. Многу години кога црквата Свети Ѓорѓи била културно-историски заштитен споменик на државата, сите обреди се вршеле таму, крштевките, венчавките, така да овој манастир има доста големо значење за луѓето од овие села и за целиот регион. Манастирот е обновен,
еве се прават капи на влезот, на излезот, има додатни пропратни објекти, нови изградени, општината исто донираше одредени средства на црквениот одбор. Така да сега баш ги имавме мала Богородица пред некој ден и навечер и утредента имаше доста народ таму, музика, песни, ора и така, луѓе одат да се видат. Луѓе кои живеат, луѓе кои отише на страна, па доаѓаат нови празници. Проблем со манастирот го имаме и мислам последниот пат јас го кога беше премиерот дискутираме конакот што го имаме во манастирот Забел. Во распаѓање веќе, во распаѓање. Дали треба да се комплетно сруши, да се изгради нов или беа, значи од Министерството за култура и археолошкиот музеј екипи моментално се работи на тоа што и како да се санира, има опасност да евентуално некои гради се попуштени, некои керамиди може да паднат, така ќе мора хитно и веднаш да се интервенира, да се санира состојбата, да не се случи по некоја несреќа, а од друга страна ќе чекаме на некој начин, до некои средства. И владиката Јосиф беше заедно со мене, бевме на увид да го видиме, така се надевам и дека и тој дел и манастирот ќе се развие. Се надевам дека и пат ќе направиме моментално. Имаме пристапен пат, но немаме асфалтиран пат. Така, бидејќи во близината имаме мотокрос стаза изнад манастирот Забел, така да и тој дел баш што е околината на манастирот и самиот манастир се надевам ќе биде пристапен за туристи во иднина. Господине Стојковски, средства секогаш недостасуваат. Знам дека голем долг наследивте. Каква е состојбата со сметката на општина Старо Нагоричане? Видете, состојбата со сметката јас кој нас беше некаде околу, така кажем, ајде пола милион евра сме должни. Тоа се претежно беа долгови од минатите граничаници со се акумулирале со години, некои се, например, затоа што можеби не добиваме доволно средства за превозот на ученици, таа блок дотација се надевам дека можеби ќе биде зголемена. Од другата страна имаш, например, на некој начин од минатите заостанати долгови за улично осветлување, има на некој начин за некои работи кои може општината планирала да ги плати, да се некои патишта да се направат, но немала или не дошле средства. Така да јас пробам да го сервисирам овој долг, пробам да се борам со него и ден денес што се види луѓе доаѓаат, ми се јавуваат, на некој дадеш малку вака така, нешто ќе доаѓа, ние немаме некој сигурен извор на приходи, од време на време по некоја концесија ќе дојде. Должни сме, но сепак не сме блокирани и некако имаме волја, јас лично имам волја како градоначелник да одиме напред, се надеваме дека полека и тој долг ќе го вратиме. Да, така. Доаѓаат ли жителите на општина Старо Нагоричане од задна врата така со прасенце, со јагненце да побараат некоја услуга од вас како градоначелник? Па видете, тоа сега де се случило да некој што вели со јагненце и прасенце дојде да каже градоначелник че ова работа да ми заврши, ова не. Она што општината обично го завршува се стандардни работи, да кажам легализација на диво изградените објекти кои се уште во трајање, мислам дека и веќе спомнав дека пак ќе се пролонгира рокот, префрлање некој од некого ќе купи некоја нива, некој имање, нешто така, од смисла така да нема. Имало, например, случај, ако градоначалникот, например, на некој начин интервенира, па успееме таму некој пат да санираме или да пробаме, еве, имаше пример за неколку викендици да продолжи јавното предпријатие за да може да добијат вода и тогаш ќе падне и прасенце, не е страшно. Не е страшно. Кога има и кога ќе го, ако сме го заслужиле, но да, такви имаме задолженија и така да ви кажам да дури немаме време така да одвоиме за такви моменти. Така. Мада е убаво. Ајде да поминеме на една тема што ги интересира жителите на општина Старо Нагоричане. Каква е состојбата нивна? Гледаме дека поплавите во последно време најмногу штети носат на општината Старо Нагоричане. Како ќе се справите? Имате ли некаков план за понатаму со такви проблеми? Каква е инфраструктурната состојба во општината воопшто? Знам дека некаде немаме достапни патишта до некои атрактивни места. 39 села, сепак тоа е солидна бројка за општината, се во рамките на општина Старо Нагоричане. Каква е состојбата со канализационата мрежа? Што е тоа што приоритетно и алармантно е
во општина Старо Нагоричане? Виде, тој проблем го имаме. Значи, и бившите градоначелници и јас како градоначелник на Старо Нагоричане, ајде да кажеме, прво што прашавте за поплавите. Имаме реката Пчиња, и имаме доста планински реки Бистрица, Петрошница, да во времето кога ќе дојдат породни дождови, кога ќе дојдат времето кога ќе се топат снеговите, доаѓа до поплавување на земјиштето околу реката. Така да имавме и минатата година, и ова година имавме доста излевање на реката Пчиња, имаме можеби 6-7 критични места, тоа не се критични места, него се критични територии, поплавени со. Можеби имаме некоја среќа да баш немаме директно во тие територии градежни објекти, осим по некоја викендица, но сепак се оштетуваат посевите на луѓе, се оштетува околината, се бришат, да не кажам, сели бавчи ги однемува со тие. Посебно Евелани имавме и оваа година имавме на почеток во село Пелинце, значи меморијалниот центар беше поплавен. Да, нашата телевизија редовно следи на прашањето што се презема на таа тема. Лично јас, значи, ајде да кажам, до овие 2 години имаме формирана територијална противпожарна единица и да можеме на некој начин да учествуваме во санирањето или побрзо интервенирање кога ќе најде поплава. Посебно да кажам на мостот за Пелинце моравме хитно и веднаш со машини да излеземе затоа што огромна дрвна маса имаше се. Општинава нема доволно, например, средства да може да направи еден огромен проект или да реализира проекти што вледат по милиони евра за да може да се регулира течењето на реката Пчиња. Имавме преку Министерство за животна средина доделено околу 13 тони нафта да бар критичните тесните грла во реката да ги средиме. Еве сега добивме уште 4, ќе добиеме, уствари во фаза сме за чистење на реката Петрошница. Значи ние превентивно се уште не интервенираме. Јас имам така одено во Бугарија на одредени семинари каде што се прики имам во главата што треба да се направи, но тоа се огромни средства и тоа може меѓу некои поголеми меѓугранични проекти или во соработка со владата да пробаме да направиме, значи, план како и што да се справуваме во иднина со поплавите. Инаку елементарните непогоди лани имавме во јули месец на огромен дел од територијата, посебно градот дотепа, значи многу од посевите. И ова година е пред сега што се случи во неделата, што се биде, ние одржавме седница на совет, јас лично излегов на терен, посебно во село Стрезовце, Старо Нагоричино, Младо Нагоричино, Лозињата, значи беше доста оштетено. Донесовме одлука за прогласување на елементарна непогода. Нормално ние во соработка со владата формираме комисија, моментално граѓаните кои се оштетени поднесуваат барања. Се надеваме дека и владата ќе има на некој начин да се огласи владата дека ќе има обештетување на настраданите од последните поплави. Инаку од последните поплави ова е веќе елементарната непогода од градот што беше, тоа ќе видиме за понатака. Се надеваме дека почна владата кажа на телевизија, се надам дека и во општина Старо Нагоричане, но посебно е да кажам колку за културите што се поди, толку и за оштетените патишта, не само од поплавените, дури при овакви породи дојде се оштетуваат патиштата во планините. Посебно имаме ние, како што рекови, 39 села, од кои можеби 60%, 70% се во планинско подрачје, така да биднуваат одсечени од едно од тие битните работи на општината е да ги сервисира тие патишта. Така, јас ви го продолжила разговорот во една друга насока, но прашањето е едно. Каква е состојбата со младите? Остануваат ли во општината или гледаат да одат кон Куманово, кон Скопје, кон поголемите општини? Затоа, пред да продолжиме со разговорот, да погледнеме еден наш прилог. Некогаш оваа село беше преполно со млади. Школото притесно да ги собере децата, а сред село во близина на црквата Свети Ѓорѓи, изградена уште во времето на Византија, се собираа мештаните и прикажуваа за новостите. Сега е сменета сликата. Наглата миграција на младите, кои не сакаат да обработуваат земја, туку повеќе сакаат полесна и побрза забработувачка, направи селото за најголем дел од нив да стане место кое ќе се посетува за време на викендите, претежно за одмор и рекреација. Убаво е, супер е. Ама, кад бемо ми помлади, знаеш колку народ имало дека? Може сигурно до 20 пути више народ него сега. По тој времето кој беше само у селото, кој имаше и народ у село, сега има народ.
Сак село само стари луѓе има. Може ли на овој начин да заживее село? Не знам дали може овако. Ако има млади деца, ако има млада популација, ако се организира да се врати ли тешко. Сите сакат полесен живот денеска. Има што да работи. Треба да екзистира нешто што од земја не може да дека земја не може да живи народ. Типот на села, како што е Старо Нагоричане, нуди одлични услови за живот. Во селото скоро сите улици се асфалтирани. Се гради нов плоштад во автентичен селски стил. Има амбуланта, пошта. Пред известно време изграден е младински центар во кој се изведуваат најразлични активности, а во близина и реката Пчиња и бањата Стрновац. Жителите сметаат дека отварањето на некоја фабрика, индустријски капацитет како што е фабриката што се гради за преработка и спразнување на овошје и зеленчук, би можела да биде потик за опстанок на селото. Па треба да има, значи, спортска сала една да се изгради, значи у подопшти Стара Горичина, спортска сала и Млада Горичина треба да се изгради спортска сала за деца, за да наступуваат повеќе на фудбал, мала група да имаат фудбал. Да, тоа е многу точно. Кога работеше фабриката Чикумано, овдека имаше луѓе и сето тоа беше, меѓутоа такви се времињата, сето се менува и така и испадна тоа. Например, младите овде да живеат од земјоделие? Можат да обстанат така, секој како во градот, така и во селото може да обстанат така. Па може ако се направи некој како што имаше едно време тие од Чик, од оној погони некој да работи, помлади да се запосли, да останем туѓе, иначе нема, друго нема. Треба, па фала Богу, ако нема вработување, млади луѓе не може да работат. Порано имаше ковачница, статкарница, волновлачарница, албатница, овдека имаше, народ се движеше дека сега нема ништо. Господине Стојковски, да продолжиме со нашиот разговор. Видовме што сметаат жителите на општина Старо Нагоричане, особено младите, зошто не остануваат. Единствениот проблем е воглавном нема работа. Би се сложили ли вие со нивната констатација, а јас пред да продолжиме би ве запрашала за сето тоа што во најава стои како можност за инвестиција во општината Старо Нагоричане. Па сега како да почнем, првото или второто? Ако зборуваме за првото, точно Ајде за првото. Значи точно е. Одат ли младите од општината? Младите од општината одат, еве да кажем лично има доста од нив што се во Германија моментално, значи одат во Европа, фабрика за метални конструкции Фам Инженеринг, врши на некој начин обуки за заварувачи и одат и работат во Германија. Тоа се моите сознанија, нормално и други млади кои што се од општината бараат на некој начин извор кај што може да заработат пари за своја екзистенција, а како што знаете на територијата на општината Старо Нагоричане нема баш на некој начин некои баш индустријски комплекси. Она што го имаме, значи фабриката за метални конструкции Стилкон, која така работеше, сега моментално е на некој начин така во една статус-кво ситуација, но сепак има вработени, има во план, еве сега се во план уште 2 хектари од државно земјиште да купат за да се прошируваат. Се надевам дека тоа ќе биде баш во корист на младите од општината и голем број од младите ќе си најдат на некој начин своји работни места таму. Моментално да кажам дека фабриката за метални конструкции што ќе се гради Фам Инженеринг, значи сите дозволи им се дадени градежни, че очекуваме да почне со градба. За кога очекуваме? Тоа е на еден пат требаше ова есен да почне, сега септември, октомври, ноември, кога и како, тоа самите они знаат како важно што се однесува до општината, сите дозволи се дадени, така да тоа е исто фабрика за метални конструкции која моментално, тоа што ви реков, доста млади одат во Германија преку неја. А што се случи со Аквакокино? Аквакокино е во статус кво моментално, не знам зошто и како, дали е постече, дали имаше најави и моментално има најава.
но се уште последниот месец-два не се случи како што очекувавме. Аквакокино плати концесија. Например, општината доби околу 78%, околу 50.000 евра, значи никој не фала пари за ако не мисли да работи. Мислам дека Пелистерка одбитува влегува во аквакокино, така да ова есен се надеваме дека тука по некој работно место ќе се овозможи за младите. Фабриката Бонум едно време добро работеше, моментално не сум сигурен дали е постечен, но не работи со голем капацитет. Оранжерискиот бизнис како е со обзир на тоа дека владата субвенционира доволно во Што се однесува значи насока? до оранжерите што ги имаме зиковите оранжери од порано што беа, мината година веќе стартува, работеа, сега не знам дали со пол капацитет, но сепак конечно после долго време се најде собственик и мислам дека веќе почна мината година пиперка, ова година слушам имало некои запослувања корнишони се саделе во него и инаку имаме во најава моментално, еве сега сме во фаза на и урбанизација на село Макреш, значи долж Бајловскиот пат ќе се градат уште едни оранжери. Така да се надевам дека и тука ќе се отвори по некој работно место. Да кажам дека минатата година, некаде во пролета, околу март, април, добивме концесија, уплатени пари за истражување за рудно богатство. Тоа е долж Бајловскиот пат, под долж реката Петрошница. Јас бев изненаден. Да се случи бум на општина Старо Нагоричане и воопшто на Македонија. Вистина ли е дека првите сознанија се дека се наоѓа големо рудно богатство на бакар и злато? Видите, јас лично не би сакал тоа така да го кажам, но исто јас чувствувам и сакам да се случи тоа што моментално го имаме како првични сознанија. Значи, украинска фирма Сартич, која јас ќе лично разговарам со бордот на директори, која има добиено концесии и во мојата општина и во Валандовската општина, веќе година дена врши испитувања во Валандово. Сега веќе месец дена, мислам дека се од Бугарија стручњаци, нормално изнајмени од фирмата, да испитуваат дали во потегот на целото Бајловце према Арбанашко, тука е селото Живљувино, на тој потек кај што го имаат они уплатена концесија, ќе има бакарна руда, најбитно е да има бакарна руда, нормално ќе се бара молибден, злато и други ако има руди. Оние првични сознанија се дека се позитивните резултати, дека ако значи се потврдат и понатака на томошните испитувања овие сознанија, тука ќе имаме шанса значи да се отвори еден рудник но кој ќе може да се запознаат доста млади од овој крај и на некој начин што велите бум, али ќе се случи сигурно да на некој начин никне еден рударски град, што би било страшно убаво за таа територија и за тој, да кажам, крај Бајловски кој одамна многу луѓе го напуштиле, се враќаат на некој начин, има и луѓе кои се уште живеат таму, али убаво е да на некој начин заживее тој крај. Но кога спомнавте веќе Бајловски крај, јас ќе почнем од нешто што општината Старо Нагоричане на вистина има да се пофали со неколку манифестации. Измеѓу другото е и Бајловските средби кои што се нашата на североисточниот регион галичка свадба. Наликува на тоа. Што се случува впрочем на тие средби? Имате ли некоја идеја уште во кој правец ќе се развиваат тие Бајловски средби? Видите, Бајловски средби се текаде веќе 5-6 години одржуваат во општината Старо Нагоричани. Самите Бајловчани формира невладина организација Козјачија во срцето и на некој начин луѓе во кои се од тој крај ова иницијатива ја покрена и јас себе како градоначелник веќе 2 години, трета година поред, значи сум на некој начин покровител на Бајловските средби. Што се случува, значи обично во недела, после Крстовден, кога е Крстовден, една недела после него, во Бајловце, до школото, во село Бајловце, на некој начин имаме некоја наша мала галечка свадба. Значи, сега е тоа во почетокот на октомври? Да, сега на 4 октомври ќе биде, значи, повторно Бајловски средби, тука, значи, осем луѓе што се роден од тој крај, луѓе кои живеат во тој крај, доаѓаат и
други луѓе од цела Македонија, пензионери, посебно од Куманово. Така да тој ден на некој начин тука се презентира како некојаш во некој време, како го спремале младоженецот, како ја спремале невестата, се повторуваат обичаите. Така да, лично да ви кажам, јас, и кога не бев градоначелник, бев таму, еве и сега градоначелник, и сум задоволен и од организацијата, и од организаторот, и од она се што се случува таму, и сега каде сум јас градоначелник, се надам и идните наши, мислим, мои градоначалници кои ќе дојдат после мене, ќе ја поддржуваат манифестација, за да бајровските средби на некој начин бидат она што веќе почнува да е бренд за општината и за овој крај. Така. Вие имате да се пофалите уште со една манифестација на која што пак нашата екипа беше на терен, на самиот Ѓурѓов ден. Гостите беа онака одушевени од сето тоа што се случуваше ноќта на прославата на Свети Ѓорѓе, така? Да. Да го погледнеме нашиот прилог што забележи нашата камера тогаш. Стотици луѓе од Стара Горичани и околните села дојдоа на големиот Ѓурѓовденски собор, што традиционално 5 година поред се организира на плоштадот во селото. Присутните ги поздравија играорците кои продефилираа низ селото во автентични носи, пошто со своји изведби ја исполнија двочасовната културно-уметничка програма. Покрај домаќините од друштвото Српски вес, на плоштадот настапија играорците од Комановското друштво Карпош и гостите од Српското друштво Рудничка глава одбор. Веќе една година сум член на КУТ Српски вес, па љубовта, не знам, едноставно ме исполнува играта и музиката на фолклорот, и би сакал да порачам на сите деца кои не спортуваат, да дојдат да се придружат на Српски вес, бидејќи тоа е едноставно неопишливо задоволство. Прекрасно е чувството да се член на уметничко друштво. Ние веќе 2 години постоиме во културно-уметничко друштво Српски вес. Постојано имаме настапи, одиме на турнеи во Србија и во други држави. Се дружиме, ја негуваме српската традиција и фолклор, и сето тоа е супер. Тоа е и наш крајни cilj, така да. Ние токму поради анимацијата на младите, особено на децата, овде од регионот го формиравме друштвото. Има голем интерес кај нив. До сега имаме над 100 деца кои членуваат во друштвото и сакаат да играат и да научат нешто повеќе за традиционалните ора. Не само ова, туку ќе организираме и други манифестации, концерти со цел да го промовираме фолклорот и традицијата. Исто така планирани се и настапи на фестивали надвор од државата. Да ово изгледа баш како што треба. Соборот, кој веќе е прочуен меѓу жителите не само од Старо Горичане, туку и од Козјачкиот регион, е посебна атракција за нив. Треба да има почесто вакви настани, да се анимира младото население да остане во селата, изјавија оние кои беа дел од настанот. Во одбележувањето на големиот Ѓурѓовденски собор се вклучи локалната самоуправа, која веќе го стави во културната програма, со цел да се афирмира општината, заживее крајот и потигне развојот на туризмот. За повпечатлива слика на сред село се печеше бик тежок 300 килограми, кој на крајот беше послужен на гостите. Па цел ден на сонце, поред ватра, поред топло, има уште дел е готово, дел се пече. Инаку жителите на Старо Горичане Ѓурѓовден го празнуваат селска слава, воедно Свети Ѓорѓе е заштитник на селото, но и патрон на истоимената црква, споменик на културата изграден во 14. век. Значи, еве видовме уште една манифестација од многуте што ги имате. Тука е манифестацијата на селото Младо на Горичане, така, се прославува Света Петка. Да. Од 7 август кон 8 август. И што останува уште што не спомнавме од вашите манифестации? Мотоцикличка трка. Веќе видовте, да кажам дека баш најголемата, на големиот собор што го викаме ние во од старо време, а и во ново време, уште од 90-те години навака оној во Младо на Горичани. Јас нормално како градоначелник се трудам, значи осим да некој начин што помага на местната заедница со некој мало спонзорирање, и ќе се трудам, значи уште повеќе да добие на публицитет, на имидж веќе во соработа со местна заедница, значи ја и во Старо Горичане да не биде само собор, него пробаме да направиме од него
културна манифестација, значи со настап на некој пејач, со настап на културно-уметничко друштво, така да веќе и полека и во тоа успеваме. Се надеваме во иднина ќе биде уште, да кажу, порепрезентативни тие собири, така на некој начин ќе биде убаво на секој кој што ќе дојде да помине убави моменти во нас. Инаку сакам да спомнам само, значи ова е можеби еден насано друг тип што го имаме, али што веќе го негуваме веќе од 2007 година. Тоа е мотокросот. Значи имаме мотокрос стаза која е прекрасна, која веќе по сите норми ја правиме, ја градиме и уште ќе ја доградиме. Ја лично сега ќе одам во недела во Битола на мотокрос. На кросот учествуваат ли страни државјани? Па оваа година во соработка со Мотоклуб Вардар. Порано беше со Федерацијата Мото на Македонија, но сега некако не успеавме со нив или тие не ни се јави, али со Мотоклуб Вардар заедно во соработка успеавме да организираме она што беше обврската на општината, значи напишавме меморандум, подпишавме со Мотоклуб Вардар обврските наши, на некој начин ова треба, она треба стазата да се спреми, озвучување бини и така, значи од друга страна она другото што ние нормално и не можеме, Мотоклуб Вардар обезбеди околу 30 надпреварувачи од цела Македонија, имавме надпреварувачи од Јаница, од Грција, тројца надпреварувачи, имаме четворица од Лесковац. Се надевам дека идната година уште подобро ќе пробаме преку Агенција за млади и спорт да го дооплемениме просторот, да направиме трибини, да направиме места за, да кажем, ресторани, кафеани, да направиме места за тендите кај што обично кампуваат моторџиите. Ова година беше изворено, се надевам идната година уште подобро ќе биде и така да и не само Стара Ногоричина, него целиот овој регион и цела Македонија нека повелат. Обично да ви кажам на 28 август на Богородица, на Голема Богородица. Така, и кога ќе завршат манифестациите, прославите, ве викаат ли жителите да запеете, важите или да засвирите, важите за човек кој одлично владее со гитарата? Музициравте долго време? Да ви кажам, јас релативно доста почнав со гитарата, на 20 година, но да кажам дека имам нижа музичко училиште, завршено виолина. И некаде дури на своји 18 години научив уста хармоника да свирам, гитарата на студии, така, знаеш, кој се бавил со музиката, така не поминува покрај гитарата случајно так. И успеав така да научам, имав добар учител од Охрид. Таму на некој начин со другариве тие студентски денови ги имавме, на некој начин убави поминавме. Дојде времето да ви кажам, од 92 ја дури професионално се бавив со музика до 2003. Имаше еден период кога сопругата не ми беше запослена, она е професор по биологија, моментално работи во Толи Зордовис. Затоа ли отидовте во политика, бидејќи сопругата долго, навистина долго не беше вработена професорка по биологија? Па видите, јас можеби не сакам многу политиката. Нема да ми забележите вака што ве прашав. Еден од големите разлози, значи најголем беше тоа што сопругата не работеше, а што можеби ден денеска и па и тогаш некако политиката многу ги вмешала своите прсти во тие, да кажам, вработување и така да јас без обзир на себе, на некој начин да успеав преку политиката, можеби дошло и време, можеби не е господја моја работи сега, ние сме веќе во зрели години, јас сум 55 години, таа е околу 52, 53 сега моментално, и тоа е тоа, а инаку оно што рекол за музиката, значи 11 години професионално имав свој оркестар, свирев по веселби, свадби, после веќе почнав да ви кажам, јас бев вработен во ФЗЦ, значи како дипломиран машински инженер. Да. Жалите ли за тоа време во ФЗЦ? Да ве прашувам. Па да, лично жалам, професионално жалам. Јас сум дипломиран машински инженер, програмиран да бидам инженер. Јас бев меѓу првите инженери што, да кажам, што почнаа да проектираат на компјутер. Значи автокадот, кои се овде дека по Куманово, кои ме знаат дека сум фанатик за тие работи, и колеги мои од ФЗЦ. И така, тоа е мој развој на кажем и како конструктор. Верувате ли дека на ФЗЦ пак ќе му се случи некое златно време, навистина беше ретка фабрика? Да, јас му посакувам на ФЗЦ, значи да му се случи оно што секогаш било, значи водечка фабрика и во Куманово и во регионот. Да. Јас не ја знам лично, да ви кажам, јас сум емотивно врзан за ФЗЦ, бидејќи мојот татко од 57 година работи во ФЗЦ. Јас сум стипендист на ФЗЦ 86 година. Исто почнав да работам во ФЗЦ
до 2005, после веќе на некој начин ајде почнав да правам и испадна така некоја моја кариера. Бевте заменик на јавното предпријатие Чистота и зеленило, па бевте директор на Македонски пошти подружница Куманово. И сега сте вамо каде што сте, се на нагорна линија. Задоволни ли сте со постигнатото до сега? Па видите, професионалниот дел. Така кажам дека не сум задоволен, не тоа значи задоволен сум секој на некој начин се надева во животот. Секој млад човек кој ќе тргне на факултет, рачуна дека ќе заврши факултет, па ќе работи во својата струка, нели, па ќе дојде времења кога ќе има доволно стаж да бидне, да кажем, управник, директор или така, не? Кај мене, можеби, едно мало разочарување што јас тоа мора да го остварам, можеби преку политика, а некако професионално, ме сваќате. Јас имам шанса да одам во Грција да правиме фабрика како главен проектант на таа линија за цевки што имаше заедно меѓу ФЗЦ. Значи живее во некој друг свет и некои други своји планови, да, али у животот не може се како што ти ќе замечиш на некој начин ајде одење во политиката, на некој начин резултира со овие функции што ги имам, се трудам максимално, значи максимално оние знања што ги имам стегнато, па и како инженер, и оние компјутерски знања што ги имам, на некој начин да ги употребам и во фирмите кај што во Чистота и во пошта. И ако ништо друго да ги поздравам сите мои колеги. Так. Од сите овие фирми, и од ФЗЦ, и од Чистота зеленило, и од пошта, и сега колегите што ги имам во општина Старо Нагоричани. Сите ми се они драги пријатели. Така. Има ли некој на кого сте му нешто замериле во професионалниот дел од животот, што сметате дека можеби да се однесувал на друг начин, или да сте се следеле, или да сте се прателе подобро, би било покорисно, поздраво? Па видите, такви некои оптеретувања немам. Лично да кажам да седнам па да размислувам што можело да биде, дали повеќе су можеле или што велите. Обично јас по сите овие фирми ја и у животот се трудам да не создавам непријатели или со некого или да му замерам на некого. Можеби у животот можело некоја моја кариера или животот да тргне во други води, но ја мислам дека ова што досега ми се случи у животот, јас сум задоволен. Така. Знаете зашто ве прашав? Затоа што важите за човек, барем така многумина велат, кој што на најдуховит начин знае да одговори. Па дури и кога, и жителите на Старо Нагоричане бараат од вас некаков одговор или поставено прашање или барање, знаете да кажете, јас сум тука за да ветувам, кога ќе исполнам, не се знае. Видите, со се однесува до ветувања, јас сум бил, значи, некогаш во некоја ситуација, значи, кога не сум бил некој лице кое, ајде да кажеме, на власт или на голема позиција се, и знам дека на некој кој не е, многу му значат ветување, или ако кажеш за ветувањето треба да се исполни. Значи, јас на некој начин во изборите, може сите што беа со мене да знаат дека јас не ветував. Оти многу некој ми доеше чудно да ветувам, најубаво да ветуваш, што ако не бидам градоначелник. И тоа зборев дека ако бидам градоначелник, и тогаш ви ветам, тогаш рачунете ќе ви исполнам. Луѓе што доаѓаат кај мене, што јас се трудам да им ветувам, се случува некојаш да ветување не го исполнам, например, да задосни, но сепак мислам дека бар 90% од моите ветувања како градоначелник за 2-2,5 години, дали ќе биде за патче, дали ќе биде евентуално за некоја еднократна помош, дали ќе биде помош на црквен одбор за црква во Дренак, за забеле, пробам и се трудам согласно сваќате и оние можностите што ги имаме ние како општина, јас како градоначелник со средствата што ги имаме, но сепак се трудам, нормално што се вели, мерак имам, такат немам. Така од Кумановци, да. Така вика Кумановци, се надевам дека и така ќе биде. Значи јас гледам да не давам празни ветувања, а гледам, значи, да се разберам, да ветам и да завршам работа. Како се одмарате? Каде црпете енергија? Јас неколку пати ви се јавувам во пристојно време, потенцирам, во пристојно време. И добивам одговор од вас, Бора. Повелете, спијам. Видите, вака, ајде да кажам, може би уште време кога беви инженер, па и децава кои беа мали, па дојдеме секогаш,
И после ручек, деца мора да спијат, нормално и тато ќе спие со нив, ајде одиме, се тркаме кој прв до јастучето да оди со керка ми, посебно Сања. И така една навика има, може повеќе доаѓа навика отколку обновувана енергија, а и нормално самата работа, функционерска бара од мене, значи ностоп да се агиле целиот ден и кога ќе дојдеме поплен 4 по 5, претежно е и признавам пред сите, јас обично спијам. Сите мои пријатели, комши и увоку ќе знаат дека јас некако ми доаѓа така најубаво одмарање. После сум слободен, значи да размислам за вечери, така да мислам дека ништо не може толку лошо да се случи у 5-6 сат, да не можам јас да одморам 1 сат, 2 дневно, да би можел вечерва, например, на некој начин своите семејни, на некој начин и дружење со пријателите да си ги остварам и да размислам за утре што и како да направам. Јас се извинувам ако е тално ова, али ако ме барате и не пак така барате ме после спиење, после 7-8. Така. Еве, јас ви ветувам дека веќе пред 8 нема да ве барам. Ви благодарам однапред. Ви благодарам и вам што бевте наш гостин во студиото. Се надевам дека општина Старо Нагоречене има со што да живее, има да се развива со вас заедно, да ги развива проектите и да имаме повторно причина да бидеме заедно и да гостувате во нашата програма. Ви благодарам на вниманието, драги гледачи. Благодарам. Поздрав до сите гледачи.